Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот на вечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. И со ова задушница или мртва сабота, како и мој коментар на неделата. На почеток, да ги развеселиме вашите срца како поздравна честитка до сите вас. Знае да дава што ќе посакаш, ама и зема кога не очекуваш, кога си горе едно запамти, нема да трае 100 години, кога си долу крени глава ти, барго ќе дојдат добрите нови. Зато само притури некоја пара и жени убави, кога си горе едно запамти, нема да трае 100 години, кога си долу крени глава ти, барго ќе дојдат добрите нови. Зато што иде, да
Помогнете ја радиопрограмата Глас од Македонија, која е веќе 52 години со вас. Вашите реклами, честитки, доброволни прилози и слично ќе бидат од голема помош за да продолжи да се емитува понатаму ова најстара радиопрограма во диаспората. Телефонот е 647 780 6549. Да го слушнеме и прилогот за, да речам, празникот на мртвите, што викат задушница, односно мртва сабота. Светата православна црква сабота ја одредила како ден за спомнување на покојните, но денешната сабота е определена како општ ден за спомнување на умрените, наречена задушница или кај нас позната како мртва сабота. Православното христијанско учење за спомнување на мртвите се заснова на верата за бесмртноста на душата и воскресението на телото. Умрените според зборовите Христови не умираат во вистинска смисла на зборот, туку со смртта преминуваат од овоземниот во вечниот живот. Од тука денеска е празник, се празнува спојот со небесното царство на тие кои не се на земјата и предстојното спојување на тие кои се на земјата. Обичаите на задушница се символични. Со принесувањето на дарот символично се представува бесмртноста на човековата душа. Се носи вино, пченица, лепче. Виното ја представува крвта Христова, лебот е телото Христово. Пченицата е символ на воскресението. Додека житото не скапе, не може повторно да никне, така и човекот не може да воскресне додека не умре. Над гробот се палат свеќи, тие го символизираат царството Божјо, затоа што тоа е секогаш светло. Палејќи ја свеќата, луѓето се молат душата на мртвиот секогаш да биде во близина на Божјата светлост. Со палење на свеќи, кадење на гробот, посипување на вино врз него, со обредни лепчиња, со раздавање на храна и ритуален оброк заедно со мртвите, символично се остварува средба со душите на починатите на нивниот гроб. Главна е молитвата што свештеникот ја пее на гробот со спомнување на починатите, на нивните дела, бидејќи се верува дека преку неа нашите упокоени роднини, пријатели и познаници ќе се уподобат во Царството небесно. Овој православен ритуал и во историјата на македонскиот народ има големо значење, заради спрегата на религијата и национализмот што се провлекувало од памтивек, или како што во овие времиња се лоцираат многу македонски почетоци уште од времето на Александар Велики Македонски, или ако сакате од времето на создавањето на нациите, или пак од времето кога македонскиот народ самостојно се борел за обнова на својата неканонски укината црква, Охридската архиепископија. Историјата на македонскиот народ или воопшто на историјата на човековото живење и присуство на територијата на Македонија датира со пронаоѓањето на најстариот човечки скелет на територијата на Македонија стар 160.000 години. А во развојот на животот, општествата на територијата се до денес постојат така наречени автохтони елементи кои укажуваат на континуитетот на заедницата од крајот на 18 век дефинирано како национална традиција, која во различните општества препознава нешто заедничко и непроменливо. Тоа непроменливото во моментите кога било важно да се истакне автентичноста кај народите, е најважното за создавањето на политичките граници. Ама етничкото останува специфично. Како што Крсте Петков Мисирков вели, културата не е даденост, туку резултанта на различни содржини. Етничката група не е сама по себе ентитет, туку еден облик на организација препознатлив по контрастите меѓу културните атрибути и по вкрстените изрази на начинот според кој луѓето се групираат. А ако според некои теоретичари групирањето на луѓето се согледува како емоционално посредувано братство, не материјалните нешта, туку духот најасно и најсигурно ги посочува културните разлики на народите, нациите кои се преплетуваат во Балканот. Космополитизмот е карактеристичен белег на македонците и за време на Александар Македонски и во Римската и во Византиската империја. Токму цивилизацијската духовна синтеза содржана во македонскиот космополитизам е причината што Македонија станува еден од првите христијански центри. Значајно е што апостол Павле ја започнал пропагандата на христијанството во земјите кои династијата на Селевкидите ги владеела пред господството на Рим, вели авторот Стефан Влахов Мицов. Но повторниот страф од доминацијата ги натерала императорите да ги искористат културните разлики во неколку добро реализирани политички проекти, кои до денес доведоа неколку народи во состојба без земја, затоа што од нив се бара географската одредница. А тоа, говори историјата, се повторува до денес. Од тука важни се националните наративи, националниот фолклор, раскажаните приказни донесени на ниво на митови, кои на немокините народи им биле потребни за сопствено самоодржување. Митовите, обичаите се начинот на пренесување на пораката за слобода, правичност, победа над злото, достоинство, храброст, за одбрана на честа, за одбрана на верата. Од тука важни се верските празнувања, иако тоа може би повторно значи зацврстување на религиското со националното.
Фирмата Недам Тим Real Estate со нашиот сонародник Васко Недановски специјалисти за продавање или купување на куќи, бизниси, фарми, истовремено и специјалисти за да ви овозможат на најлесен начин да добиете моргич доколку ви е потребен. Целосен сервис на тимот кој со гордост ја зацврстува врската со своите муштери. Затоа, значи за реновирање, лисинг, продавање или купување на неподвижен имот, препуштете го сето тоа на Недан тимот. Побарајте го Васко Недановски на 647-333-9628 или пак 905-877-8262. Местото и градот на марката Volkswagen е едно, на 7997 Кенеди Роуд и Хајвеј 407. Дали сакате да купите ауто, или сакате да лисате, или ви треба поправка на вашата кола, или пак некој дел, тука меѓу нас е нашиот сонародник Васил Кајчевски и телефон 416-725-6335. Квалитетот на колата од марката Volkswagen е познат и загарантиран низ целиот свет, а со тоа и квалитетниот и за поволна цена сервис од Васил Кајчевски. Доволно е да го завртите телефонот на 416-725-6335 и побарајте го Васил Кајчевски. А сега да одиме со прилогот за револуционерот Васил Чакаларов. Еден од македонските револуционери, члени војвода на Македонската револуционерна организација е Васил Чакаларов, роден во 1874 година во село Смрдеш, Костурско. Завршувајќи во тогашното грчко училиште, четврто деление, тој истовремено му помагал на неговиот татко во оградби на кујки и слично. Уште како мал, Чакаларов ги споделува неправдите од грчка страна, но тогаш кога беше Македонија под Отоманската империја, па почнал да се спротиставува, за кој го стават во Костурскиот затвор, а тој успел да избега од затворот и оди во Бугарија, во Шумен, каде завршил и гимназија. 1901 година се префрлил во Софија и станал председател на Костурското добротворно друштво, каде се пријателил со Борис Сарафов, просто кажано бил член на врховистичкото или бугарското ВМРО, кое се борило за бугарската екзархија. Но кога видел какви се идеите и целите на тоа врховистичко ВМРО, се префрлил во македонското ТМРО. Во тоа време, заедно со Лазар Киселинчев, инаку негов роднина, создавал канали за купување и пренесување на оружје од тогаш новоформираната држава наречена за прв пат од запад од Грција, а оружјето го давал за помош на Македонската револуционерна организација. 1901 година Чакаларов бил испратен во Битолскиот револуционерен комитет да им помага во работата на Пандо Клашов и Лазар Моско во Костурската револуционерна организација, каде и понатаму продолжил да помага со оружје, сега веќе за Леринско и Костурско. Многу пати Васил Чакаларов успеал да се спаси од смрт за кој му помагале селските чети, како што беше случајот во неговото село Смрдеш, кога беше на 28 март 1903 година опколен од турскиот аскер. Тој во април 1903 година доаѓа најпрво во Смилево за конгресот што беше за припрема на Илинденското востание, каде со Пандо Клашев ја представувале Костурската револуционерна околија, за да потоа пак на 24 април двајцата заедно со Иван Попов и Митре Влаот од село Кономлади биле во борба со турскиот аскер. 1903 година се крена на востание македонскиот народ, Илинденското востание, исто така во Костурско, клисура на 23 јули е заземена, на 29 јули селото Дъмбен е ослободено, а на 12 август и Невеска, каде биле четите на Лазар Поп Трајков од село Дъмбени и Васил Чакаларов од село Смрдеш. Но со задушувањето на Илинденското востание, четите се распуштат, а Чакаларов со сестра му
Зоја, потоа Клашев и Киселинчев тајно ја преминале границата, па заминале во Бугарија. Таму тој се жени каде добива и ќерка. Но со избувнување на балканските војни, Васил Чакаларов и Иван Попов повторно организира чети со цел да ја вознемират грчката армија, за да Чакаларов гонет тој со неговата чета од страна на грчките сили на 4 јули 1913 година била предадена во селото Чеган. Но успева тој тогаш да се спаси и да стигне како ранет до планината Вичо, каде во градите бил повторно ранет во близина на селото Белкамен. Тука Чакаларов загинува и грчките војници му ја отсекле главата, ја однеле во Лерин, за да ја види народот викајќи по улиците: го нема Чакаларов, ја нема Македонија, а со него и сите чакаларовци, каде го убиват истовремено пред присутните и Илија Димушев. Дай ми го детето! Дай ми го детето! Пушти го детето! Пушти го детето! Пушти го детето! Остави го детето! Еве ви го вашиот јунак. Еве ви ја главата на бесното куче Чакаларов. Губивме горе на Белкамен. Не сакаше да се предаде кучето. Ајде, селвани, соберете се. Дојдете поблизу! Да ја видите оваа убава глава. А бабо, што ќе речеш? Го гледаш ова што го држам во ракава? Тоа е главата на вашиот сакан заштитник. Како беше она што го пеете во песната? Чакаларов пушка не го бие, него сабја не го сече, така? Да? Па не било така. Се најде сабја што ја пресечи неговата глава. Денеки Чакаларов, денеки Македонија. Го нема Чакаларов, ја нема Македонија. Не се сеи рако. Не ставај сол на раната. Не плакај во очи на рајата. Она што е за тебе мртва глава, за нас е живо семе. И таа глава, што ќе ја закопаш во некоја дупка, ќе израсти како семе. И од тоа семе ќе израстат нови и нови јунаци. Глаго, мислиш дека ја носиш таа бушова глава? Го нема Чакаларов? Македонија е полна со чакаларовци, кој од кој побушав. Фиге подо! Главата на Чакаларов е закопана во гробиштата на црквата Свети Пантелеймон во Лерин. Во 1913 година, а оригиналните записи за револуционерната дејност на Чакаларов ги чувал неговиот роднина Лазар Киселинчев. Počeo klisura, Čakalarobre.
10 минути да ги проследиме со новините од Македонија. Синоќа Русија стави вето на нацрт резолуцијата на Советот за безбедност на Обединетите нации со која требаше да се осуди руската инвазија во Украина. И натаму постојат надежи дека судирот ќе се реши по дипломатски пат. Во меѓувреме Кремљ тврди дека Украина ги одбила преговорите. Портпаролот Дмитрий Песков изјави дека чекајќи го одговорот, Путин наредил да се паузира десантот на Украина. Но планот од утрово е повторно активиран и движењето на основните сили на руската војска продолжуваат, изјавил Песков. Од кабинетот на Зеленски пак велат дека Украина не ги одбила преговорите, туку неприфатливите ултимативни барања од руската страна. Турција во меѓувреме побара прекин на воените операции во Украина. Во телефонскиот разговор со Лавров, турскиот шеф на дипломатијата Чавушоглу повторил дека Анкара е подготвена да биде домаќин на рускиот и на украинскиот лидер на мировните преговори. Дали на Русија сепак и се заканува исклучување од глобалниот банкарски систем за плаќање? Украинскиот министер за надворешни работи Дмитро Кулеба изјави дека францускиот министер за надворешни работи Жан-Ив Ле Дриан во телефонски разговор со него го поддржал исклучувањето на Русија од банкарскиот систем за плаќање. И британскиот премиер Џонсон и австралискиот Морисон побарале Русија да биде исклучена од банкарскиот систем, но американскиот претседател Бајден, како и лидерите на Европската Унија, не се одлучуваат за таков чекор по воведените санкции кон руските банки, што според финансиски експерти се смета како нуклеарна опција. Ситуацијата е крајно вознемирувачка. Распоредот на силите во овој момент почнува да добива баланс, што може да ги продолжи воените акции, воените действија во недоглед. Мора да му се даде шанса на диалогот. Ситуацијата околу Украина е крајно вознемирувачка, неизвестно е што ќе се случува понатаму, ниту пак кои се крајните цели на рускиот претседател Путин. Вели за Канал 5 универзитетскиот професор Никола Дујовски, кој оцени дека е неопходно кризата да се реши по дипломатски пат. Говорот со Дујовски ќе го емитуваме подоцна во Вестиве. Поранешната премиерка на Украина Јулија Тимошенко денеска на нејзиниот Инстаграм профил објави фотографија со автоматско оружје во рацете. На фотографијата Тимошенко позира со 5 вооружени мажи, а напишаната порака гласи дека Украина ќе пружи отпор. Своевремено Тимошенко се сметаше за јунакиња на портокаловата револуција и важеше за еден од највлијателните политичари во Украина. Судот во Киев ја осуди Тимошенко на 7 години затвор поради злоупотреба на службена должност, па во 2014 година, после соборувањето на Виктор Јануковиќ од власт, украинскиот парламент ја одобри измената на кривичниот кодекс, со што и беше овозможено ослободување по поминати повеќе од 2 години во затвор. Премиерот Димитар Ковачевски утринава порача дека Македонија е безбедна, владата целосно е подготвена за економските предизвици. Околу кризата со Украина денеска зборуваше и лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски. Македонија е создадена од жарот за слобода и правдини и затоа е поддршката за Украина, изјави Мицкоски. Михајло Димовска. Во обраќање до јавноста утринава премиерот Димитар Ковачевски уште еднаш ја осуди војната агресија на Русија врз Украина и порача дека Македонија е стабилна и во овој момент не постои никаква директна закана за безбедноста на земјата. Премиерот кажа дека владата внимателно ја следи состојбата во Украина и нагласи дека граѓаните треба да бидат спокојни бидејќи Македонија како земја членка на НАТО може да смета на заштитата која нуди алијансата. Воената агресија на Русија против Украина, која веќе однесе многу човечки животи, е чин кој силно го осудуваме. Тоа е кршење на меѓународното право и е закана за евроатлантската безбедност. Уште еднаш сакам да посочам дека заедно со сојузниците бараме итен прекин на воените действија. 21 век треба да е век на диалог,
не на војни. Ковачевски додаде дека поради војните действија се продлабочува глобалната економска и енергетска криза и оти не очекува неизвестна година во која економијата во Европа и светот ќе претрпи штети, но уверува дека владата делува во интерес на заштитата на домашната економија и финансиската состојба на граѓаните. Секојдневно, вели премиерот, владата е фокусирана на следење на состојбите со струјата, гасот, енергетиката и економијата како во земјата, така и во регионот. Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски од трибина во Велес повтори дека пред 20 дена на состанок со рускиот амбасадор во земјава во седиштето на партијата му кажал дека го поддржува територијалниот интегритет и суверенитет на Украина. Не така одамна и нашата татковина и нашата Македонија беше предмет на агресија од север и од запад. И затоа ние не смееме да дозволиме и да поддржуваме да биде нарушен територијалниот интегритет и суверенитет на ниту една суверена и независна држава. Но гледајќи го во очи и разговарајќи лице в лице и не криејќи се поради некои други причини, позади Facebook статуси или бледи соопштенија од владата. Мицкоски повика на обединетост како нација и кажа дека ова е добра можност во собранието да се усвојат две декларации, едната за поддршка на Украина, а втората за македонскиот револуционер Гоце Делчев. Тој испрати и критика дека државата одбива да се откаже од акцизата за горивата, но и дека нема никаква дополнителна набавка на стокови резерви. Помина 18 години од авионската несреќа близу Мостар во која загина претседателот Борис Трајковски. Годишнината од трагедијата беше одбележана и во Ротимље во Босна и Херцеговина. Претседателот Стево Пендаровски денеска положи свежо цвеќе на гробот на претседателот Борис Трајковски во алејата на великаните на градските гробишта Бутел во Скопје. Но Пендаровски положи свежо цвеќе и на вечните почивалишта на загинатите членови на делегацијата: Димка Илкова Бошковиќ, Ристе Блажевски, Миле Крстевски, Марко Марковски и Бранко Ивановски. Делегација составена од представници од кабинетот на претседателот, од собранието и од владата на Република Македонија положија свежо цвеќе пред спомен обележието на местото на несреќата во Ротимље во Босна и Херцеговина. Хеликоптер на МВР се вклучил во потрагата по 10-годишното дете кое исчезна во Мариово. Потрагата која почнала од синоќа се уште трае. Детето исчезнало вчера околу 16 часот од селото Врбско во Мариово. Освен полициски екипи, во потрагата се вклучени и пограничната служба, кучиња трагачи, жители, противпожарната единица од Прилеп, од ловечкото друштво МУКОС, а од изутрината во потрагата е вклучен и хеликоптер од МВР. Досега се уште нема траги од исчезнатото дете. Според СВР Битола, таткото на исчезнатото дете синоќа околу 18 часот пријавил дека неговиот син го снемало од селото. Независните синдикати на полицијата и на армијата на протест побара усогласување на платите во однос на новиот закон за минимална плата. Како што информира претседателот на независниот синдикат на полицијата Гоце Делчев, на доставените барања до премиерот и до надлежните министри се уште не добиле одговор. Прашањето за минимална плата која од 15.174 денари се покачува и завршува на 18.000 денари, не може ние од 1. март да продолжиме со работа, полицајците да го имаат износот од тој што го имаат, не би сакал да излегувам у моментов со факти, а во сите овие листи, во се што мафтам пред себе е економски образложено, правно издржано, писмено напишано така како што е вистинската состојба во Министерството за внатрешни работи. Решението за професионалните војници со навршени 45 години старост е во измените на Законот за служба во армијата. Секој од нив ке може да избере отпремнина од 1000 евра за секоја година помината во армијата, што е сума од околу 25.000 евра за нов почеток. Овој закон една година е блокиран од опозицијата, објави министерката за одбрана Славјанка Петровска на Facebook. Информира дека имала средба со синдикатот на професионалните војници и доколку опозицијата продолжи да блокира, ќе предложи ново решение.
Да спомнам, почитувани слушатели, дека во продолжение сега веќе ќе ги дадеме и занимливостите поврзани со Македонија. Ова е само мал дел од ова што го знаеме или не го знаеме за нашата земја, за нејзиното потекло, за нејзината историја и слично. Вечерва ќе се задржиме на две занимливости. Најпрво, првата црква, првата покрстена во Европа, македонката Лидија, 50-та година по Христа, апостол Павле, како пастир на христијанството, сакал да оди во Азија, но како што се вели во Библијата и Новиот Завет во Дела апостолски пишува: преку ноќта на Павле му се јави привид, стоеше пред него еден човек, македонец, кој го молеше и му велеше: прејди во Македонија и помогни ни. Павле тогаш доаѓа во Македонија и основа нови цркви во поградовите Филипи и денешен Пловдив, што е во Бугарија, Бер во егејскиот дел на Македонија, Стоби и Охрид, со што символично и патот на Павле е во облик на голем крст над Македонија. Првата покрстена на европско тло е Лидија Македонката од градот Тиатир, инаку таа е светица Лидија Македонска, реков родена во градот Тиатир, денешен Акзихар во Турција, а поранешна Македонија, кај Егејско или Западна Анатолија, каде таму живееше христијанскиот народ се до Отоманската империја. Оваа Лидија Македонка од градот Тиатир, која во ближниот Филипи или денешен Пловдив продавала црвени ткаенини. Токму црвената боја е се поприсутна низ македонскиот фолклор, ткаенини, везови, но и борба на востаничките знамиња. Еве уште една информација. Според археолозите и геолозите во Македонија, траги на живот има уште од времето на Плиоценот, тоа пред првата ледена епоха. Во околината на Неготино се пронајдени коски за кои се претпоставува дека му припаѓаат на животно старо од 2 до 10 милиони години, а човекот од Егејска Македонија е постар дури и од познатиот неандерталец од Германија, кој се проценува на 30.000 до 100.000 години старост. Со пронајдокот од Егејска Македонија се рушат и теориите за овој пронајдок што кажуваат дека е во Германија како најстар предок на човекот, особено што и други пронајдоци од најново време покажа дека тој бил суштество сосем различно од човекот или некаков човечки предок. Остана само надежите голи, раната што кука, срцето што боли. Остана дните оsamени празни, безкрајни ноќи, неспокојни празни. Во срцето носе една роза сина, но помина некој, розата ја скина. Во срцето носе една роза сина, но помина некој, розата ја скина. На 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 на. Секаде сега, во ноќта што се пласти, тоја капе розата, во море од страсти, а јас беден скитам, без насмех, без план, без љубов, без среќа, заборавен сам. Во срцето носе една роза сина, но помина некој, розата ја скина. Во срцето носе една роза сина, но помина некој, розата ја скина. На на на
се, срцето ке свене, не плаче ги тогаш, во сон ке ја слушам, неизвината насмевка, неизвиниот звук. Во срцето носе една роза сина, но помина некој розата ја скина. Во срцето носе една роза сина, но помина некој розата ја скина. На 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 на. Крајните минути да ги искористиме со мојот коментар на неделата. Како и многу пати што сум се служила со по некои цитати од покојниот Бошко Смајќовски од неговата поезија и многу пати повторувани, исто како и самиот актер Петре Темелковски кој ги употребува тие исти цитати од Бошко Смајќовски, мојот коментар за ова недела ќе го отпочнам баш со цитатите, некои од цитатите на Бошко Смајќовски. Да се биде македонец најпрви не тешка работа, а дури потоа проклетство и немир. И не сме македонци зашто зборуваме и пееме, плачеме и тагуваме на македонски. Најмногу сме македонци зашто туѓото не го сакаме, а своето никогаш не го даваме. Како што спомнав во една од претходните емисии во минатото или поточно во времето на Филип и Александар Македонски, римјаните како и другите тогашни народи посакувале да бидат македонци. Тоа го имаме и ден денес од луѓе од другите народи во светот. Во случајов ќе го спомнам хрватскиот универзитетски професор Горан Калогера, кој отворено кажува дека Македонија чувствува како втора татковина. Историјата на Македонија и македонскиот народ, на македонците од Егејскиот, Пиринскиот дел и Мала Преспа, и Линденското востание и Гоце Делчев, античка Македонија, а да не зборувам пак за поетите како Кочо Рацин, што и неговите песни на Кочо Рацин самиот Калогера ги преведе на хрватски. Тој, Горан Калогера, со право кажува дека е поголем македонец од полтроните македонци политичари што се во републиката на која и треба патриотско раководство. Исто така хрватскиот солист на забавна музика и на контаутор на песната посветена за Македонија, тој е Дадо Топич, ја отпеа на македонски ја преведе македонската група Меморија. Ние по завршувањето на мојот коментар ќе ја представиме таа песна. А да не зборувам за многу други странски историчари, лингвисти, македонисти, па и политичари, некогашни амбасадори во Република Македонија, кои отворено кажуваат што и какво зло ни прават од страна на нас македонците. Затоа ние македонците прво треба да отпочнеме да се спротиставиме на овие надворешни злочинци. Не можеме да живееме така и несреќно во својата родна грудка. Мораме да се обединиме и да го направиме тој исчекор за да среќно и слободно како некога живееме во Македонија, за која со гордост зборувавме за неа и за сите нејзини вредности и убавини, зашто таа Македонија е нашата најголема љубов. Не смееме повеќе да дозволиме некакви си никаквици наречени Англија, Германија и Америка, а да не зборуваме за нивните полтрони, за жал, наши соседи Бугарија, Грција и Албанија да атакуваат врз се што е македонско. Тие исти што мислат дека се цивилизирани и демократи, а очигледно е дека немаат тронка од таа цивилизација и демократија која Македонија им ја даде. Тие исти кои сакаат се поднозе да стават, да изгазат за да засекогаш биде избришано нашето македонско минато и сегашност. Не смееме Македонија да ја оставиме на крстопатот за да секој кој колку може повторно да грабне од низината историја, култура, просвета, наука, јазик и песна и обичаи. Зашто ако моментално таа е еден вид јаболко пресечено на 4 дела, тие делови ќе бидат видливи со раните, но со тек на време тие рани ќе се излечат. Затоа, дајте сите ние македонците од Мала Преспа, Егеј, Пирин и Вардар,
гушнати заедно, да ги прегрнеме сите нејзини делови на Македонија, зашто таа земја ја бара нашата искрена љубов, нашата топлина, зашто таа му припаѓа на низиниот чист и невин народ, кој се бори за да ја врати како што некогаш била, а само тоа сме ние, македонците. Не поделија, не раселија, ама песната пак не спојува. Еј, земјо моја вековна, се ми зедоа, не и душата, таму скриена лежи песната. Еј, земјо моја вековна, сите зборови не се доволни да ги опишат сите неправди. Душата таму скриена лежи песната. Еј, земјо моја вековна, сите зборови не се доволни да ги опишат сите неправди. Ама еден Бог еве со нас е, кога тогаш знам ке победиме. Песни убави дури пееме, неке има крај на македонците. Сурни тапани дури свириме, како пие и како сонце ке постоиме. Песни убави дури пееме, неке има крај на македонците. Сурни тапани дури свириме, како пире и како сонце ке постоиме. Како пире и како сонце ке постоиме. Кога си сам, сети се
Македонија ти нуди се. Тоа ќе го потврди сега токму мелодијата што заваќе исполни групата Меморија, а инаку напишана од хрватскиот солист Дадо Топич. Кога си сам и тажно е се на неа ти се Македонија ти нуди љубови се. Таму кај што вечно сонце сјае, таму е Македонија, народ и земја, што ги сакам јас. Варда гали, полиња со жито, слободна и горда, како горска птица, со песната своја земјава, ми ги магеца срцава и вино од изворот неизин пијам јас. Кога си сам и тажно е се на неа ти се Македонија ти нуди љубови се. Кога си сам и тажно е се на неа ти се Македонија ти нуди љубови се. Таму кај што вечно сонце сјае, таму е Македонија, знамето наше вечно ке се ве. Кога си сам и тажно е се на неа ти се Македонија ти нуди љубови се. Кога си сам и тажно е се на неа ти се Македонија ти нуди љубови се. Кога си сам и тажно е се на неа ти се Македонија ти нуди љубови се. Кога си сам и тажно е се. Еве уште 3 минути и 25 секунди до крајот на нашата вечерашна емисија, почитувани слушатели, а ние не можеме да се одвоиме од вас, а да не ви се заблагодариме што бевте заедно со нас. Посакувајќи ви пријатна седмица, слушајте не идната недела, која ќе дадеме исто прилог од 6 часот навечер. Тоа е програмата на Брановата должина 101.3 FM, а од студиото на Глас од Македонија, вашиот уредник и водител Драгица Белчевска ви посакува добра ноќ.